време е за надневен ред во утринската програма Е сака Македонија. Некако со Јована оваа недела доста ја почнавме бурно со овие гостувања во овој дел. Зборувавме за економијата, за поскапените сметки за струја, имавме дебати и некако решивме конечно оваа недела петочки да завршиме со нешто убаво, односно да разговараме за нешто што можеби малку е застапено во македонскиот медиумски простор, а станува збор за убави проекти кои што допрва треба да се реализираат, односно довршат, и некои нови во најава. Неколку пати го најавивме нашиот денешен гостин Зоран Љутков, министер за култура и туризам во владата на Република Македонија. Добро утро и добре дојдовте во сите. Добро утро, благодарам на поканата. Ова со туризам на сите изгледа тешко ни оди, бидејќи е нова додавка во вашето министерство, но ќе се навикнеме, претпоставам. Но и многу значајна и за туризмот, но и за културата и за туризмот заедно. Ќе си помагаат едни со други. Па мора, како рековме ние пред малку, Македонија нема море, барем нема во овие рамки, можеби ќе има повторно, нафта нема, ама има култура и нешто што може да се похвали и туристички и пред Европа и светот е токму културата, и ќе зборуваме во наредниве 40 минути за сето она што го затекнавте и допрва ќе го реализирате во ова министерство. Сега првичното прашање ми е колку во овој период на глобални кризи гледаме, светот се престројува, економски кризи, Украина, проблеми, колку во едно вакво општество генерално има простор за култура, и директното прашање е колку во владата на Република Македонија тој ресор Министерство за култура има простор во вакви времиња. Ако сме паметни и во делот на и глобално и во светот и во Европска унија, бидејќи многу позиции се менуваат, многу турбуленции има, мислам дека во овој момент културата можеби е една од најзначајните алки, бидејќи суштината, идентитетот, националното се состои доаѓа преку културата. И мислам дека ние ќе треба генерално да се држиме до овие позиции. Бидејќи знаете, ако сте слаби во културата, а ако не си го промовирате своето културно наследство, всушност не си ја промовирате ниту државата. Со што ја промовирате државата? Со култура и со туризам. Не ја промовирате со со стратегии воени или било што. Културната дипломатија е таа мека моќ која што ги отвара вратите на секаде. И мислам дека доколку сме паметни, а сме паметни во Македонија и во делот на владата и она што го правиме моментално како Министерство за култура и туризам, а и со самиот сигнал дека туризмот го спојуваме во ресорот со култура, мислам дека даваме до знаење каде ќе се водиме и како држава, но и каква стратегија ќе развиваме како влада, дека културата и туризмот ќе бидат едни од главните промотори на сопствената држава и понатаму. И ние како демокристијанска партија, која што ја води моментално земјата, го промовираме ова и во претходното владење, но и во овој момент сега, за разлика од претходните 7 години, кои што имавме сосема една друга политика на девастирање на националното, девастирање на националните установи за сметка на некакви други политики кои што не ни носат ништо добро. Идеално би било за едно нормално општество ако во наредниве 4 години, да речеме, вас, односно министерот за култура и туризам, го гледаме почесто на пресконференција, отколку да речеме министерот за внатрешни работи или министерката за економија или за финансии, и веројатно ќе биде тоа некоја идеална прилика да можеме почесто доаѓаме на ваши пресконференции и да има повеќе проекти во културата и во туризмот, отколку вие секојдневни политички проблеми, ако и културата зависи од политиката, се разбира, веројатно тоа би било идеално. Сега споменавте нешто со што би сакал јас да го почнам овој разговор, зборувавте за
претходната власт и таа пред тоа. Факт е дека добар дел од овие културни институции кои што ни фалеа, како Македонската филхармонија, па реновирање на театри и така натаму, беа направени во времето на претходниот премиер од вашите редови Никола Груевски. Општа ваква перцепција дека имаше огромна стагнација во културата во владењето на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. И првото прашање ми е каква ситуација затекнавте во министерството, бидејќи ние вака со голо око можеме да кажеме дека протече Македонски народен театар, универзална сала збориме 20 години и дека не е направена. Но вие веројатно сте виделе многу повеќе отколку обичниот човек. Каква ситуација се затекна во Министерството за култура? Очекував дека ќе биде подобро? Многу полесно. Полесно. Моето работење во Министерство за култура, но она што го начекав беше шокантно. И тоа сум го кажал на неколку пресконференции и при неколку мои посети на поголем дел од националните установи. Видете, културата е многу голем ресор. Огромен ресор. Бидејќи ние раководиме со 72 национални установи, 2 агенции, Управа за заштита на културно наследство и под нас имаме уште 46 локални установи. Во објекти се некаде над 120 објекти, кои што поголемиот дел се заштитено културно наследство, како што е и самото Министерство за култура. Во право сте, сме инвестирале многу во минатото до 2017 година, каде што во делот на инфраструктурата се реновирани голем број на национални установи, но и се изградени нови. Таквата тенденција, било која влада, да дојде било која политичка партија на власт, тоа мора да го одржува. Не смееме да си дозволуваме дека ако до 2017 година е изградено нешто, вие да не го одржувате во наредните 7 години, само за да покажете дека нешто не било квалитетно направено. Тука е дилемата. Дали тоа е неквалитетно градено или несоодветно одржувано? Тоа мислам дека главната дилема. Може... бидејќи вие сте виделе, затоа ја прашувам. Видете, можеби во секоја градба, веруете, ќе има пропуст некаков. Но и во својот дом, доколку не го одржувате, ќе му се случи нешто. Така? Не можете да ги третирате националните установи како нешто страно. Вие сте министар за култура и морате да ги гледате националните установи како своји домови. И морате да ги одржувате и да им обрнувате внимание. Срамно е ако Македонски народен театар ви прокисне и вие не интервенирате 7 години. И морате да ставите завеси за да не го гледа тоа публиката. Тоа го правеле самите директори. Срамно е доколку се доделувани средства за реновирање, вие да не распишувате јавни набавки за да се санира нешто. Срамно е Музеот на Македонија 7 години да не вработите ниту еден човек. Срамно е 7 години во Музеј на Македонија да имате проекти, да одобрувате средства, а да не ги реализирате. Што ви сигнализира тоа? Срамно е Национална универзитетска библиотека 7 години да не ја чепнете. Срамно е Калето да не го отворите. Срамно е на Скупи да не чепнете ништо на локалитетот. Кој е вашиот став? Зошто тоа правено? Луѓето, обичниот човек очекува од тие ресори, во театри, во музеи да работат образовани, културни луѓе. Од пустинат ли е тоа да не се одржува, да не се... Мислам, немам некој вака логично друго објаснување. Зошто да се стави завеса ако капе, а да не се спречи капењето, пример, бидејќи бе помната и знам зашто зборувате. Да, еве сега ќе ви кажам. Што е суштината? Суштината уште со првиот министер, да не му го спомнувам името, пошто пречесто ми се чини дека го спомнувам, бидејќи за мене тоа е всушност проблемот понатаму што се случуваше во наредните 7 години, е генералната политика на претходната власт во делот на културата, дека треба да заборавиме на националните интереси во културата. Дека треба да заборавиме на националните установи. Дека треба да поддржиме се што е други корисници, независната сцена, независната култура, а
да ги девастираме националните установи, за да покажеме дека всушност нас национална култура не ни е потребна. Сега да кажа да тоа има подлабок корен. Тоа има подлабок корен и тоа е суштината, која што јас многу често ова го зборувам дека тоа е проблемот. Ние не треба да се занимаваме со ова дали одржува или не. Тоа е проблемот. Не ги интересираше институционалната култура. Затоа добивме на почетокот првиот министер беше од независната сцена или од граѓанскиот сектор кој што се занимаваше повеќе там. Ние правиме сосема нешто друго. Но сепак не ја забораваме. Зборувате за Лагјозовски во интерес на гледачите, бидејќи не секој следи, добро? Така е. Но понатаму другите министри, бидејќи и тој беше сменет за една година и другите министри беа менувани секоја година, никој понатаму не успеа да го спречи тој процес на распаѓање на националните установи, бидејќи немаше време да се и тоа на нови, на добар дел нови установи, да се правиме така е. Добро, со самото тоа што министер толку често се менува министер за култура, тоа може би покажува дека немало некој посеопфатен план во културата, односно дека ајде да пополниме место таму па да тераме она што кога сме веќе кај власта па ќе одиме со поконкретни побави работи, претходна на многу од нашите сограѓани не им е јасно, а можеби вие треба да го расчистите тој момент. Како само Македонскиот народен театар остана при промена на фамозна на уставното име Македонски народен театар, што во суштина е идентитетот на нацијата, а да речеме Македонската опера и балет, Македонската филхармонија и некои други установи го променија името во на ступидно национална. Имате ли одговор на тоа прашање, дека не му јасно како луѓе во МНТ успеа да останат Македонски народен театар? Мислам дека во суштина остана името на Македонски народен театар. Видите, бидејќи неговото име е Македонски народен театар. Неговото име од самото формирање е Македонски народен театар. Другите, да речеме, Драмски театар Скопје, значи тоа е името на институцијата. Да, нема додавка. Но видете што се случи. За да се занемари и тоа Македонски народен театар, остана кратенката МНТ, но пред МНТ ставија Република Северна Македонија, Македонски народен театар. Не е Македонски народен театар, па театар на се, не можам да кажам се измена. Да, така. Добро. Ова чисто во однос на генезата што зборувате дека суштински било уништувана националната култура, па затоа и ова знам дека е важно прашање, бидејќи на луѓето некако не знам, јесте дел од културата. Мене никако не ми доаѓа да кажам национална опера и балет, бидејќи ја знам како МОП и филхармонија и така натаму. Сега е НОП. Сега е НОП, како народно ослободителна борба. Добро, се смееме, ама не е смешно. Не е смешно, како што не се смешни ни ситуациите кои што ги наследивте. Што правеле, што правиме ние сега, што се прави со МНТ, инаку да бидеме честни, Македонскиот народен театар веројатно во поновата историја ги живее најсветлите моменти со доаѓањето на новиот директор. Карта повеќе, ја не знам дали воопшто има наредниве 2 месеци билети за било која представа. Има голем јубилеј и буквално без оглед на просторот и проблемите, луѓето функционираат безпрекорно. Дали се работи на санација на објектите и докаде сте? Вака, во право сте. Значи, ова сме го зборувале многу пати за девастацијата на националните установи и мислам дека е доволно да се зборува. Да, кажано е се и мислам дека тоа ќе остане како една грда слика на претходната власт, но она што успеавме ние да го направиме во овие 7-8 месеци е навистина, ќе кажам, не сакам да се фалам, ниту да ја фалам владата, но ќе кажам дека е импресивно она што е направено во овие неколку месеци, бидејќи се ова што го зборувавме, направивме нови проекти и веќе почнавме кон санирање на сите штети во делот на културата, поготово санирање на штетите во делот на капиталните инвестиции, така да МНТ оваа година ќе ги добие средствата кои што се потребни за санирање на деловите каде што протекуваше МНТ. Има обезбедено, мислам дека треба да се засаки. Дали се големи штетите, тоа веројатно ги интересира. Да, големи се штетите кои што се направени, но поголеми се штетите кои што се направени од неодржување.
Значи штетата, ако можело да речеме да се санира со 10.000 евра пред 7 години, ќе сме поминеле со 10.000 евра. Сега штетата е 200.000 евра. Направена заради неодржувањето. Фактички нема се поставуваат нови проекти, ќе се трошат пари за санација. Ние тоа ќе го завршиме. Проектите се готови, средствата се обезбедени за оваа година за санирање на МНТ. Во право сте МНТ дека ги живее најубавите години во овој период. Јас сум, ќе кажам, задоволен од кадровското решение, господинот Никола Кимовски, кој што влезе со голем ентузијазам во оваа работа и бидејќи тој е човек од театарот и живее за театарот, го познава театарот од самата суштина негова, бидејќи и бил на позиција внатре од најдоле до најгоре и ги познава сите состојби на театарот и мислам дека се вложува максимално. Заеднички се консултираме за многу ситуации и факт е дека МНТ, како и другите театри, ево гледаме и драмски театар сега, некаде продажбата му е зголемена за скоро 50%, публиката зголемена. Про театар комедија исто за театар комедија да не зборуваме. Директорот совршено си ја работи својата работа, ансамблот е одличен. МНТ веќе, како што љубиме да кажеме, го разбудивме заспаниот џин, кој што 7 години веќе тонеше полека, но во рокот 8 месеци веќе имаме 7-8 проекти. Скоро секој месец се вади нова премиера и навистина се бара карта повеќе и ми е драго кога ми се јавуваат и прашуваат кога ќе имаме можност некако да дојдеме на ред за карти, фаќаат врски. Се фаќа врски, тоа е добро, да. Да, и тоа е позитивно. Кога сме кај објектите, Турски театар Скопје и Струмички театар исто Голгота, да не биде дека само се фаќаме за МНТ и ова. Кога ќе се откои тие се проекти закочени, до кај се, што се случува? Да, голем дел од проектите во делот на капиталните инвестиции беа закочени. Прв ден како министер побарав да ми се достават сите документи во делот на капиталните инвестиции. Буквално секој проект беше закочен. Беше влезен во некаков лавиринт. Успеавме да ги одблокираме сите. Останува уште мал процент да излеземе од лавиринтот. Како тоа блокираме? Се должело пари или намерно? Не разбирам. Како да ви кажам, да речеме за Струвица се раскинал договор. Со изведувачот. Со изведувач. Добро. Спогодбено и тоа останало така. Да. Му се одобрувале некои мали средства за кои што тој веројатно и немал интерес да продолжи да работи, бидејќи ќе треба да се отвори на некоја друга позиција каде што ќе може да оствари профит. Така да направивме за Струмичкиот театар, бидејќи беше закочен 2 години, направивме ревизија на комплетниот проект, изработивме нова проектна документација, нова состојба, нов буџет, мислам дека некаде околу 3 милиони евра за да се заврши целиот процес. Моментално се работи на подпорниот зид кој што реално правеше проблем на објектот. Јас во понеделник ќе одам во посета на Струмица да видам каде е таму ситуацијата. Некаде до 15 март овој месец за 10 дена веќе ќе биде готова проектната документација и ќе можеме веќе да распишеме јавна набавка за продолжување на изградбата на старо-новиот Струмички театар, за кој што имаме обезбедено средство. А за турскиот? За турскиот исто така имаше проблем до крајот на годината, тие не можеа да ги повлечат своите средства кои што беа обезбедени, бидејќи имаше слаба динамика на реализација. Турскиот театар моментално се работи со полна парија. Имаме обезбедено и за 25-та година средства. Се надевам дека до средината на 26-та или до крајот на 26-та година дека тој ќе треба веќе да привршува со својата реализација. Дај Боже. Сега за сите овие работи требаат пари. Јас прочепкав, гледам дека вкупниот буџет на Министерство за култура и туризам изнесе 814 милиони денари, што би рекло дека е поголем за
74 милиони во однос на буџетот минатата година. Дали со овие средства може да се постигне се колку од овие, да речем, од вашиот буџет одат, да речем, за плати, за одржување на овие национални установи, домови, театри, култури? Така. Значи, овие 814 милиони кои што ги спомнавте, но се малку се делот за програмските. За програмските, добро. Да. Значи, ние го 71 милион денари за програмски активности обезбедивме дополнителни. Тоа е плюс. Тоа е плюс, но добро. Тоа беше со ребаланс на буџетот. Сега за 25-та година е многу поголем буџетот во делот на програмските активности. Бидејќи тогаш се соочивме во 24-та година обезбедивме 414 милиони денари плюс со ребаланс на буџетот само да можеме до крајот на годината да издржиме. Значи да немаме никакви недостатоци во делот и во делот на платите, за да завршиме со нула, за да можеме 25-та година да ја тргнеме нормално. Иначе буџетот е некаде 4 милиарди и 800. Значи 814 збориме за проекти. За проекти. Добро. Сега се околу 15 милиони евра се во делот за програмски активности. Настрана капиталните инвестиции, настрана плати и одржување. Значи, ова се само за програми, за театарски представи, балетски, за независната сцена, за конкурсот кој што го имавме, кој што помина во ќе зборувам и за тоа подоцна, но во суштина имаме добар буџет во делот на програмските активности, за 40% е поголем од 24-та година. И затоа имаме изголемена продукција, затоа имаме зголемена продажба на билети и тоа е она со кој што можеме да се пофалиме во овој период. Добро, да, веќе многу интересно дека вие се фокусирате и на конкретен буџет за конкретни активности, така наречен таргетиран буџет. Ги споменавме добрите продажби. Театрите се комерцијални, не можат сите да бидат да остаруваат добивки, дај Боже да дојме добар дел, да. Но гледаме на енергија на дали е тоа притисок кон менаџерите на установите, гледаме на енергија на збогатување на програмата, покачени билети, што е добар, нели, сигнал. Гледам пример Македонската опера балет има некакви реклами за изнемување на просторот. Значи се видат тие само одржливи. Се разбира, ќе добијат парите од Министерството за култура, но колку што е можно тие капацитети менаџерите на институциите да ги искористат. Дали тоа е дел од тој притисок кон менаџерите, да, на крајот од делот да не бидат вечни загубари. Не можат сите да бидат во плюс, се разбира, културата не е нешто што секаде, можеби театар, комедија, да, е покомерцијална, пак има подобра продажба, но имаме нели установи каде што не е се така комерцијално. Дали вашиот притисок и план и програм е да сепак тие малце повеќе работат и да создаваат некакви финанси? А да не чекаат само државата. Мислам, тоа е прашањето. Точно. Ова сум го најавил уште во програмата пред изборите. Зборував многу често дека културата мора да стане, не да остварува огромен профит, но културата полека мора да станува самоодржлива. Барем таму каде што е возможно. Но полека почнуваме да го правиме тоа и гледаме поголем дел од институциите каде што веќе остваруваат и прилично добар профит и се разбира дека тие средства ќе ги користиме дали за самоодржување во делот на инвестицијските работи, дали ќе ги користат средствата во делот на програмата, но можете да видите дека музеот на вода веќе со сопствени средства, бидејќи пак ќе кажам 7 години прскалките за вода не беа сменети, беше тотално запуштен, а тој остварува многу голем профит. А тоа е под Завод и музеј Охрид. На сметката имаше 15 милиони денари кои што воопшто не биле трошени за одржување на самиот објект. Веќе со доаѓањето. Значи имало, а не се правило. Да, имало, а не се правило. Се трошеле за сосема други намени, но еве можам да се пофалам дека директорот во рокот 6 месеци веќе направи комплетна програма за реставрација на целиот комплекс кој што го имаме таму, за решавање на поголемиот дел од проблемите и веќе
од пролет имаме ново руво таму. Истото се случува и со менаџерите, а тоа е ветив дека на поголемиот дел од институциите, бидејќи можам како министер да го направам тоа, на поголемиот дел од институциите, 18 институции им дадов делегиран буџет. Што значи тоа делегиран буџет? Дека всушност менаџерите ќе имаат многу поголема автономност и многу поголема слобода во креирањето на програмите и во раководењето на средствата. Со тоа ќе имаат многу поголема и тука одговорност. Треба да се внимава на злоупотреба. Мислам, веројатно имате механизам. Видете, ние мораме да им дадеме слобода да креираат. Како ќе ги оцениме дали се добри менаџери или не? До сега беа само во делот на ние им ги работевме програмите, ние ги контролиравме на почетокот, тие остануваа без никакви ингеренции, само како извршни продуценти или раководители. Сега се веќе директори или можам да кажам менаџери. Да, во права смисла на зборот, да. Да, со тоа што на крајот на годината ние ќе ги следиме, ќе им правиме евалуација на целиот процес и до крајот на годината ќе ги оцениме дали тие добро ја сработиле и работат и на сметка на тоа дали ќе добијат повисок или понисок буџет. Да, и ќе ги видите финансиските резултати, што е многу добро, не само мотивација за менаџерите, тоа ќе биде мотивација за актерите. Добре, не, секој вели вие доаѓате во таа бранша, имаме добра представа, ама не продаваме билети. Вака секој ќе се труди да биде. Не постои, треба значи онаа шпекулација дека уметниците ништо не работат, седат дома, не сакаат да работат, тоа треба да го заборавиме. Не постои уметник во државата кој што сака да зима висока плата и да седи дома. Има, па вие доаѓате, не, како има актери кои што зимаат плата, не играат во ниедна песна. Не, сакам да кажам дека не по своја вина или не е дека одбиваат. Тоа е работа на менаџерите, на секој од вработените да му обезбеди работа. Доколку некој одбие, постојат санкции. Јас за такво нешто не сум слушнал. Добро, кратко ќе излеземе од оваа тема, мене ми е многу важно, не знам дали гледавте, претпоставувам дека не бидејќи бевте во Унгарија, во Будимпешта, имавме вклучување во живот Македонската филхармонија околу тој фамозно назначување на нов директор, дел од вработените не го прифаќаат. Може ли во 2-3 минути докаде таа ситуација и во суштина што направи Министерството за култура, а што бараат вработените во филхармонија? Многу ми е жал што се случи тоа, бидејќи ова не е да беше барање на дел од вработените, ќе го разбирам. Ќе го разберев тоа. Но овдека се работи за волја, ми се чини и некоја болна амбиција на само еден човек. А тоа е председателот на синдикатот. На синдикатот од филхармонија, кој што всушност го вклучи синдикатот во нешто за кое што синдикатот нема никакви ингеренции ниту надлежности. Да беше на делот од вработените, ќе го разбере. Не ја разбирам потребата исто синдикатот да се замеша за нешто каде што нема ингеренции. Ова е одлука на министер. Министерот распишува конкурс, не е законска обврска да се прави комисија. Туку останало како традиција, еве јас сакав да ја продолжам, да се формира комисија која што ќе ги види документите на сите оние кои што конкурираат. Да. На крајот ќе ми посочи кои се оние кои што ги исполнуваат условите за да бидат менаџери на оваа институција и на крајот јас како министер правам интервју со тие кои што ги исполнуваат условите, може би се сите, може би еден, двајца или тројца. На крајот ја носам одлуката и сносам одговорност за менаџерот кој што сум го назначил. Јас им назначувам над 80 директори во Министерство за култура и одговарам за сите. Тоа право сега излегува дека синдикатот мене ми го одзема тоа право. Значи вие верувате во директорот и јас се уште не сум донел одлука кој ќе биде. Добро. Но тие го загрозуваат целиот овој процес. Прават притисок. Тоа го разбрав. Да. Добро. Со шпекулации и тоа ќе дали вие ќе попуштите или ќе попушти некој од синдикатот. Ама нема што да попуштам. Јас се уште не сум донел одлука. Тие ми вршат притисок дека јас ќе донесам незаконска одлука. Да донесам незаконска одлука, разбирам
да се појави синдикатот и да рече, всушност и тоа не е работа на синдикатот, но да излезат вработените да речат, да тужат, да го оспорат, тоа го разбирам. Тоа е нивно право. Значи ова е предпоставена одлука. Ова е предпоставено и се шпекулира и се оцрнува името на еден од кандидатите, што е недозволиво. И тоа е срамно. Добро, кратко две теми, имаме уште 4 минути. Брзо ни летна времето за туризам, веројатно во некоја друга прилика ќе дојдете. Оваа година на македонскиот јазик, формиравте координативно тело за изготвување на програма, како ќе се одбележува овој голем значаен јубилеј? Ките, мене ми е многу драго. Кога го направивме тој координативен состанок со над 25-6 членови од сите институции кои што го третираат македонскиот јазик, прашав дали некогаш се случило до сега во минатото. Ова ми рекоа дека не. И добро е што на 80 годишнината од кодификација на македонскиот јазик правиме нешто за кое што е информирана и владата и секоја институција во рамките на своите буџети ќе си го промовира македонскиот јазик и ќе го одбележи на најдостоен начин. Она што ние го направивме координативно тело, за да не лутаме секоја институција да прави нешто, дали со поклопување на термини, направивме едно обединување и каде што ќе направиме програма, ќе ги вклучиме сите институции со заедничко лого за оваа значајна година и ќе имаме, верувајте, многу манифестации оваа година и многу проекти и многу датуми кои што ќе ја означат 80 годишнината од кодификација на македонскиот јазик и еве без додатни финансиски импликации, туку во рамките на собствените буџети и тука како Министерство за култура и влада застануваме за целиот овој проект. Тоа убаво звучи. Да. Нешто што е поврзано со култура, но и со туризам, за крај, еден од најголемите брендови е Охридско лето во Македонија. Нели сметате лично и интимно дека тоа е премногу затворена манифестација за одредена група на луѓе? Знаете, кога има свечено отварање, кој таму присуствува, елитата и така натаму, нели мислите дека со еден таков буџет кој што државата го дава, би можело тоа Охридско лето да се отвори малце на кейт за туристи, па ако доаѓаат некои врвни имиња да можат и обичните луѓе да ги видат, па така преку Охридско лето да не добиваме само во публика директори на компании и министри, туку да добиеме луѓе од Србија, од Хрватска, од Бугарија да дојдат и да погледат нешто културно? Дали може тоа Охридско лето конечно да се отвори за обичен народ? Јас ќе бидам искрен, нема да се сложам сега со ова, бидејќи отварањето на Охридско лето... Не отварањето, генерално Охридско лето зборам, отварањето отварање. Да, генерално се користат објектите или сцените кои што собираат многу публика, освен во Света Софија, каде што бројот е некаде околу 150-200 луѓе. Се продаваат билети во делот на поканетите луѓе секоја се канат дели по протокол оние што треба да се поканат. Еве сега првпат слушам дека можеби и не е отворен, но има простори каде што реално буквално може да си купи секој да дојде до билет. Можеби не сте дошле до билет, бидејќи многу брзо се продаваат билетите бидејќи се барани. Не, јас сум од избраните, ни праќаат нас медиумите, ние немаме проблем да гледаме. Можеби не е толку атрактивно за обичната публика, пошто сепак се работи за класична. Така е, но кога доаѓа Пласидо Доминго, кој што вие го поддржувате за некој ден во Скопје, гледа дека има интерес да го види пошироката публика, а не еден само антички театар, тука е во Борис Трајковски, така натаму. Тоа повеќе го зборувам и како да биде поатрактивно за туристи, затоа што нормално дека дел од програмата ќе биде нормално во оние убави објекти во театарот, во Света Софија, каде што и личи да бидат, да речеме, за жал имаме толку простор. За жал имаме толку простор. Ние немаме концертна сала во Скопје. Ние имаме, еве, многу ми е жал што Пласидо Доминго се носи во спортска сала. Бидејќи немаме друга. Бидејќи немаме поголем простор, но се надевам дека ќе го решиме тој проблем. Добро. Размислете сепак малку поотворено да биде Охридско лето и за туристите и за граѓаните. Не ми е лоша идеја, сум зборувал со многу луѓе, ви благодарам за гостувањето. Ни помина овие 40 минути многу брзо. Ќе видите дека ќе дојдете брзо да зборуваме
на одредени конкретни теми. Да, бидејќи голем дел од работите не ги За кажавме, жал. реков обемен е материјалот, се надевам дека ќе се видиме за брзо. Ви благодарам. Зоран Љутков, министер за култура и туризам во владата на Република Македонија, беше во утринската насител. Останете со нас, се враќаме по рекламите.